Добро вечер и од мене, почитувани мои сограѓани од населбата Гоце Делчев. Јас сум Драган Чоробенски, инаку дипломиран инженер по електротехника, вработен во јавното предпријатие Водовод од Куманово. Наше видување е дека работењето на политичките структури во нашата држава, конкретно и во нашата општина, доведоа до едно работење на општината во сосема погрешна насока. Нивните структури направија вработување на партиски војници, кои доволно е да лепат плакати за да добијат шанса за вработување. Да се разбереме, нема ништо страшно во тоа да се вработуваат луѓето. Секој треба да добие шанса за да може да работи. Меѓутоа, страшно е кога истите тие луѓе, откако ќе се вработат, воопшто не се грижат да напредуваат во својата работа. Едноставно ги занемаруваат работните обврски и за сето тоа се кријат за партиските паравани и бараат заштита од политичките лидери. Тие се дрзна, не само што не уценуваат и го газат нашето достоинство, туку ги доведува предпријатијата пред финансиски колапс. Едноставно, со нивната работа направија да предпријатијата клекнат на коленици. Ние со тоа не се сложуваме. Едноставно, само затоа што сме неистомисленици, почнаа да не малтретираат и да не уценуваат на нашите работни места. Едноставно, секој треба да ја цени шансата што ја има за да работи поштено и честно. Исто така, работењето на овие наши предпријатија доведено е пред колапс. Не смееме да дозволиме да потрошени и докажано неуспешни луѓе, кои не еднаш, не два пати ја добиле довербата од граѓаните на општина Куманово, меѓутоа истата таа не е оправдана. Затоа ние од политичката опција кога, ако не сега, нудиме нови решенија, нудиме едни нови ветрови во нашата општина, односно во општина Куманово. Ние не сакаме да бидеме доведени во залог, например, за вода за пиење. А зошто? Само затоа што тие не сакаат да седнат на иста маса и да се договорат. Едноставно, ние од опцијата кога, ако не сега, веруваме дека не постои проблем за кој што не може да биде најдено решение. Меѓутоа, потребно е да бидеме оперирани од арогантност и од самобендисаност и со трудолюбива работа можеме да дојдеме до решение на сите проблеми кои што ги има во општина Куманово. Затоа ви благодарам што сте денеска овде со нас и ве повикувам на 24 март масовно да излезете на изборите и да ни дадете поддршката. Со тоа ќе направиме општина Куманово да тргне во посветла иднина. Ви благодарам.